Под засилени безбедносни мерки денеска започна судењето за катастрофалниот пожар во дискотеката во Кочани. Во преполната специјализирана судница во казнено-поправната установа Идризово, покрај обвинетите, обвинителите, адвокатите и судијата присутни се и роднини на 63 жртви кои го загубија животот во трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Судијката Дијана Груевска побара дисциплина за време на рочиштата и посочи дека странките имаат право на само една опомена додека на втората ќе бидат отстранете од судницата. Колку ќе трае судењето никој не знае, апелирам на трпение и дисциплина, рече судијката и додаде дека ќе се дојде до правдата. Во случајот како обвинети се опфатени 35 физички и 3 правни лица кои се товарат за тешки дела против општата сигурност. Меѓу нив се сопственици на локали, управители, инспектори, поранешни градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници и министри. Обвинителството е застапувано од тим од 15 јавни обвинители. Предвидено е рочиштата да се одржуваат со темпо од 2 неделно. Започнува судењето за катастрофалниот пожар во Кочани. Во судница ќе се утврдуваат фактите и виновниците за катастрофата во која животот го загубија 63 млади лица. Од друга страна, опозицијата, односно СДСМ и Левица, иницираат формирање на анкетна комисија во парламентот за да се утврди, како што велат, целата вистина. Прифаќаат и од власта, но ако се отворили прашањата за претходните катастрофи, кога гореа луѓе во болница или гинеа во тешки автобуски несреќи. Потребна ли е политичка расправа во моменти кога ќе тече судењето за трагедијата во Кочани? Дали нема одговорницата да се злоупотреби маката на роднините на загинатите, како и огорченоста на јавноста? Дали нема сета таа собраниска расправа да врши политичко влијание врз судскиот процес? Ова се прашања кои се наметнуваат во јавноста. Сега се чини најдобро е политиката да ги остави обвинителството и судовите да ја завршат својата работа и да ја донесат правдата во овој тежок случај. Се друго ќе биде повеќе политизирање и вербални конфронтации, отколку трагање по вистината. Македонија подолго време добива порака од Европската Унија преку разни емисари дека сега е моментумот за започнување на преговори за влез во Унијата. Ама прво мора да го смениме уставот. Но никако да кажат дали ова е последниот услов, од низ годините само се редеа услови и вета. Македонија досега го смени уставот неколку пати, смени знаме, па име на држава и пак Брисел не ги исполни ветувањата. Затоа премиерот Христијан Мицкоски синоќа повтори дека бара од Европската Унија конкретни гаранции дека по евентуалната смена на уставот нема да има нови услови од Бугарија. Ние како влада бараме почитување на правата на македонската заедница кај нашиот источен сосед и гаранции, да речеме, во форма на заклучок од Европскиот совет, дека навистина нема никој против македонскиот идентитет, македонскиот јазик и дека нема да има повеќе вето поради билатерални прашања, потенцира Мицкоски. Според него, доколку Македонија не го добие тоа, ќе значи дека некој има скриени намери и на некому не може да му се верува. И потенцира дека гаранцијата ја заслужуваме како народ после се она што тој ја направи за тие евроинтеграции. Македонскиот парламент ги изгласа измените и дополнувањата на законот за данок на додадена вредност со кои се укинува ослободувањето од ДДВ за онлайн пратки со вредност до 22 евра. Како што посочуваат од Министерството за финансии, целта на овие законски измени се зајакнување на домашната економија, поддршка на локалните компании и создавање нови работни места. Со укинувањето на ослободувањето околу 4 милиони денари месечно, колку што изнесува прометот кон странските онлайн платформи во одредени периоди, ќе се пренасочат кон домашното стопанство, велат од Министерството. Оттаму информираат дека трошокот за пресметката и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што како што велат значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи. Полицијата поднесе кривични пријави против 5 лица поврзани со уривањето на дел од спомен куќата на Владо Малевски во Струга. Меѓу петмината и поранешниот градоначалник на Струга Рами Смерко, кој се товари за злоупотреба на службена положба и овластување. За потсетување, на 15 октомври годинава, како инвеститор на катастарска парцела во Струга, прво пријавениот спротивно на решението за издавање заштитно-конзерваторски услови, со градежна механизација срушил стара струшка куќа и при правење ископ ги поткопал темелите од јужниот зид на соседната спомен куќа музеј на Владо Малевски,
која од 2017 година представува споменик заштитен како значајно културно наследство. Српски државјанин во текот на вчерашниот ден се обидел да изнесе поголема количина на девизи од Македонија на граничниот премин Табановце, но од страна на царинските инспектори бил спречен во тоа. При проверката на возилото од страна на царинските инспектори биле пронајдени вкупно 94.000 евра, каде што 84.000 му биле одземени затоа што не поседувал документ за потекло на парите и не ги пријавил. Останатите 10.000 евра согласно законот за девизно работење му биле вратени. Долготрајниот засилен дожд низ Македонија го подигна водостојот на повеќе реки. Управата за хидрометеоролошки работи денеска информира дека според утринските податоци од хидролошките станици, значително висок водостој е регистриран на реката Вардар во горниот дел од сливот, на сливот на реката Пчиња и на реките Пена и Лепенец. Зголемениот водостој на Вардар е забележлив и во Скопје. Од Управата за хидрометеоролошки работи упатуваат предупредување од можност од понатамошно зголемување на водостоите на реките. Од таму предупредуваат на предпазливо движење покрај реките и суводолиците низ земјава, особено покрај Вардар и нејзините притоки во горниот дел од течението, покрај Лепенец и покрај течението на Радика и Пчиња. Во текот на ноќта во Хрватска падна првиот снег оваа сезона. Снежни врнежи има во Лика, Горски Котор и на Слеме. Снег утрово паѓа и во Босна и Херцеговина. Планините Бјелашница, Јахорина и Влашик се забелени. Утрово и во делови на Словенија и Србија има вистинска зимска слика. Службите во овие држави препорачуваат внимателност по патиштата. Руски дронови синоќа погодиле стамбени згради во Харков, вториот по големина град во Украина. Во нападот избувнал пожар, повеќе од 30 лица биле повредени, а станарите биле евакуирани. Од другата страна стигнуваат и вести за бомбардирање на Донецк од украинските сили, при што биле оштетени 2 термоелектрани, па некои населби останале без струја. Американскиот претседател Доналд Трамп има се помал рейтинг во својата држава. Рейтингот падна на 38%, што е најниско ниво од како се врати во Белата куќа во јануари. Голем дел од американците се незадоволни пред се од неговото справување со кризата со високите трошоци за живот, со неговата надворешна политика. Инаку најниската поддршка на неговиот претходник Бајден беше 35%, а најниската на Трамп во неговиот прв мандат беше 33%. Тензиите меѓу САД и Венецуела се зголемуваат, се трупа и оружје во тој регион. Претседателот на Венецуела Николас Мадуро предупреди дека секоја воена интервенција на САД во неговата земја би значила политички крај за американскиот претседател Доналд Трамп. Тој објасни дека постои план на моќни центри во САД да го уништат Трамп, користејќи ситуацијата во Венецуела и го повика Вашингтон на директен диалог. Пожар зафати повеќе од 170 згради во јужен јапонски крајбрежен град Оита, околу 770 км југозападно од Токио. Едно лице се уште се води како исчезнато, додека причината за пожарот се истражува. Локалните медиуми објавија дека пламените јазици се прошириле на блиските шумски падини. Јапонската премиерка изјави дека на барање на гувернерот на префектурата Оита е испратен воен хеликоптер за гаснење на пожарот. Собранието на Косово денеска повторно ќе започне расправата за избор на новата влада на мандатарот Ѓаук Конјувца. Претседателката Вјоша Османи му го довери мандатот за формирање влада на Конјувца со рок што истекува денес. Во пресрет на таа седница ќе се одржи уште една, на чиј дневен ред ќе биде предлог буџетот за следната година. Кинеските патници откажале стотици илјади авионски билети за Јапонија. Ова е како последица на дипломатскиот спор околу ставот на Јапонија кон Тајван. Јапонија испрати висок дипломат во Пекинг во обид да ги смири тензиите, откако јапонската премиерка изјави дека нејзината земја би можела воено да се вклучи доколку Кина се обиде да го нападне Тајван. Ова ја налути кинеската влада и издаде предупредување до кинеските патници и студенти да избегнуваат да одат во Јапонија. 5 туристи го загубија животот во жестока снежна бура во националниот парк Торес дел Паине во Чиле, а 4 од претходно исчезнати се пронајдени живи.
Според официјални информации, меѓу жртвите се двајца германски државјани, двајца државјани на Мексико и еден британски државјанин. Несреќата се случила откако регионот бил погоден од исклучително силна снежна бура со ветрови кои достигнале брзина над 193 км на час.